На 5 октомври 2015 година во понеделник со почеток во 19 часот во малата сала на спортскиот центар Борис Трајковски ќе биде официјалниот старт на новата сезона на Телеком Бизнис Лигата на Македонија. По шести пат кај нас Бизнис Лигата на Македонија ќе биде место каде ќе се соберат вработените од најуспешните компании во земјава, за да се забавуваат, рекреираат и да си ги одмерат силите во мал фудбал и да остварат нови бизнис контакти. Ние сме најголем поддржуваш на заедницата во Република Македонија. Нашите клучни полиња на кои што ја покажуваме својата помош, тоа се спортот, културата, образованието, Бизнис Лигата, како еден успешен проект кој што веќе 6-та година екзистира во Република Македонија, го препознавме како нешто што стана традиција и заедно со организаторите сметавме дека нашата помош ќе ја подигне лигата на едно повисоко ниво и на заедничко задоволство дојдовме до договор кој што денеска го официјализиравме и на практично еден ден пред почетокот на задоволство на сите да кажеме дека Македонски Телеком е дел од Бизнис Лигата во Република Македонија. Можеме да се пофалиме дека во нашата лига имаат играно доста добри играчи. Можам да кажем еден од нив е Арбен Нухиу кој е репрезентативец и мора да се напомене дека се игра стварно квалитетен фудбал. Тука не доаѓаат само чисто да им пројде времето. Има големо ривалство, особено помеѓу конкурентните компании. Нашите очекувања се пак да победиме, зашто и тоа е мотото на компанијата. Или сме најдобри, или сето другото е пораз за нас. Имаме повеќе ривали, кај што утакмиците се баш дерби, баш се онака англиски што се вика, тоа се против Лукойл, против Телеком и Алкалоид. Македонски Телеком е една од екипите кои што учествува во сите 6 досегашни првенства. Инаку колку победи вкупно имаме извојувано, точно не знам, бидејќи тие се многу, но знам дека имаме 2 титули освоено, така да нашиот дрес има веќе 2 звездички на него. Се надевам дека ќе сушиеме и 3-та звездичка, меѓутоа тоа сепак зависи од играчите. И јас како навивач доаѓам ги бодрам на утакмиците заедно со колеги и од нашата компанија и од други компании. Во оваа лига нема фаворити. Се сведува на крајот на една утакмица, што е неизвестно, затоа и самата лига е интересно, затоа што неизвестното е буквално до последната секунда од последниот натпревар. Најголем ривал е секогаш првакот на лигата Лукойл, има одлична екипа, Уника знам дека има одлична екипа и сите други екипи се изедначени, така да лигата секогаш е интересна и предизвикува голем интерес кај гледачите. Овие месеци живееме за тоа, исто како да играме професионално прва лига, исто како и сите што сакаат да победат, така и сакаме и ние. Последните 10 месеци 19 екипи ќе се борат да остварат што е можно подобар пласман на табелата, да влезат во најдобрите 8 и во елиминационото коло да го освојат шампионатот.